Почитувани новинари, почитувани присутни, од име на ВМРО ДПМН на самиот почеток би сакал да укажам огромна благодарност до Фондацијата Конрад Аденауер и нејзиното представништво во Република Македонија и до Институтот Павел Шатев за соработката во организирањето на политичките академии на ВМРО ДПМН изминатиот период. Мислам дека изминативе години политичките академии на ВМРО ДПМН стана една препознатлива активност на нашата партија, стана една препознатлива активност на политичката десница во Република Македонија, која што имаше за цел да овозможи да продрат едни нови ветришта во македонската политичка сцена. Ова пресконференција во многу што е посебна, не само заради тоа што представникот на Фондацијата Конрад Аденауер во Република Македонија наскоро заминува од оваа функција, меѓутоа тоа е и прилика уште еднаш да се потсетиме и да најавиме следната серија на Политичката академија на ВМРО ДПМН, која што ќе се однесува на улогата на европските интеграции во развојот на Република Македонија. Нашата држава во овој период се наоѓа во прилично специфичен политички момент. Сите сме во исчекување на извештај од Европската комисија, меѓутоа не само тоа, туку и политичките амбиции на оваа политичка власт во Република Македонија и на сите политички партии ни даваат за право уште еднаш многу конкретно со професори од Република Македонија и со професори од странство да се позанимаваме со процесот на европските интеграции, бидејќи во крајна линија целта е да се остручи политичката дебата и целта е луѓето на ВМРО ДПМН во собранието на Република Македонија, во владата и во единиците на локалната самоуправа и на другите места каде што оваа политичка партија носи одговорноста за државата, да имаат колку е можно повеќе продлабочени сознанија за процесот на европски интеграции. Да не должам многу, мислам дека од аспект на ВМРО ДПМН организирањето на оваа политичка академија е важна заради три генерални ефекти кои што со себе ја носи истата, односно кои што со себе го носи нејзиното организирање. Прво, сметаме дека организирањето на минатите, на оваа и на политичките академии кои што следуваат, овозможуваат на тамошно стручување на членовите на ВМРО ДПМН за носечките прашања поврзани со политичкото дејствување. Второ, сметаме дека организирањето на оваа, на минатите и на оние академии кои што ќе следуваат, овозможуваат подигнување на нивото на политичката дебата во Република Македонија, што е особено важно за ВМРО ДПМН, односно воспоставување на состојба во која што аргументот на силата ќе му го отстапи местото на силата на аргументот. И трето, сметаме дека е исто така исклучително значајно дека поголемото искористување на капацитетот на институциите, какви што се собранието, владата, единиците на локалната самоуправа и така натаму, ќе бидат во уште поголема мера искористени заради тоа што кадрите кои што се дел од тие институции ќе можат на многу посоодветен начин во целост да ги исцрпуваат овластувањата кои што со себе ги носи природата на таа функција и на тој начин да овозможат нашата држава, односно Република Македонија, многу побрзо да чекори во однос на остварување на целта за модернизација на македонското општество. Значи, да не должам многу, се разбира, тука има и други говорници. Сметаме дека организирањето на оваа политичка академија е во многу што специфична, не само заради тоа што ова можеби е последната политичка академија која што организираме со Конрад Аденауер, но уште повеќе заради тоа што како ВМРО ДПМН настојуваме постојано да внесуваме нови ветришта на македонската политичка сцена, а сметаме дека со организирањето и со реализацијата на проектот Политичка академија на ВМРО ДПМН успеваме да оствариме најмалку три цели. Првата цел е остручување на политичката дебата, втората цел е воспоставување на состојба во која што аргументираното искажување ќе доминира во процесот на дебата на македонската политичка сцена и трето, создавање на услови институциите во целост да ги исцрпат сопствените овластувања за Македонија да може да чекори многу побрзо. Благодарам.